Ке зборувам за проблемот со владењето на правото општо земјано и за правдата во Северна Македонија, но и во регионот на Западен Балкан. Но пред тоа, главната тема е порастот на национализмот. Кога зборуваме за крајната десница и за национализмот, веќе се брендирани, но би кажала дека има општ пораст на екстремизам. И десен и лев. Нема толку левица, затоа што Европа има тажна и тешка историја со десницата. Ова не е нешто ново како појава. Последнава декада сум присуствувал на многу вакви слични конференции каде постојано се зборува дека десничарскиот национализам е опасен за општеството, дека мора да се изнајде начин како да се сузбие, но десничарскиот национализам продолжува да се развива и на многу настани поважно беше за говорниците да ги изнедат точните зборови за соодветно да се изразат и политички коректно да се изразат, а не на вистина отворено да зборуваат за проблемите со десничарскиот национализам и неговото постоење и како неговиот подем. Мора да се соочиме со една ситуација денеска кога треба да се признае дека крајната десница е тука за секогаш и дека ќе мора да ја прифатиме оваа реалност, да живееме со тоа и да не им дозволиме да победат и да стапат на власт, затоа што докога го сторат тоа, како во Русија или Белорусија или во Унгарија, ќе си имаме проблем. Кога ќе одите во опозиција, од опозиција ќе треба да се борите во едни сосема поинакви услови во споредба со условите каде што централистички леви или десни партии се на власт. Зошто го велам ова? Предолго време зборуваме за проблемот со десничарскиот национализам, но не правиме ништо да се сузбие. Се сеќавам дека пред 11 години, во 13-та година, бе во Хајделберг на Институтот Макс Планк за меѓународно право и јавно право, кога се случија изборите во Германија. И неколку месеци предходно партијата АФД беше основана во Германија. И кога дојдоа резултатите од изборите во септември, сеќам наредниот ден отидов во институтот со други истражувачи кои што се дискутираше меѓу нив дека има некаква се славеше за тоа што не успеале да го надминат прагот од 5%, затоа што има освоиле 4,9%. И рекоа, добро, АФД нема да влезе во парламентот. Не разбирав тогаш, затоа што оваа десничарска партија се основаше само неколку месеци предходно и ќе влезеше за малку во парламент. Единствен коментар беше дека сигурни сме дека наредните избори дефинитивно ќе влезат во парламент и ќе станат како што се сега, втора политичка сила во земјата. Посилна дури и од старата демократска партија на Германија. Јас сум социјалдемократ исто така и тешко ми е да сватам како многу луѓе, многу умни луѓе не успеале да видат и да создадат стратегија за сузбивање на причините, не на партијата и нејзиното воспоставување, туку на причините за порастот на десничарскиот национализам. Проблемот е дека умерените луѓе и политичари, активистите избегнуваат да признаат што се случува во моментов. Тоа дека социјалниот договор по Втората светска војна не важи повеќе. Се намалува довербата на луѓето во институциите, сметаат дека не функционираат во нивна корист, сметаат дека не постои никаков диалог во рамките на институциите и самите тие не нудат она што ветиле дека ќе го нудат. Ни секако, овие чувства се нерационални. И за жал се, нерационални, но секако политиката не се однесува секогаш на рационалните
одлуки. Кога ги учиме на универзитет студентите, ги учиме за политика заснована на нерационалности, стравови, погрешни избори, но сепак ваквиот пораст не е регулиран. Ова се случува во регионот, во Европа. А сега ќе преминам на нашиот регион. Во сите земји од Западен Балкан, а и во Северна Македонија, има антидемократски сили, политички екстремизам. Во пораст. Една од причините зошто ова не е карактеристика само на Западен Балкан, туку и за повеќето така наречени демократи во транзиција или недоволно развиени демократи. Тоа е проблемот со нефункционирањето на правната држава. Огромна и висока корупција, организиран криминал, многу ветувања дадени, многу малку исполнето. И ветувањата секако не се исполнети и се направени болни компромиси, затоа што требало да се постигнат некои други придобивки за сметка на владењето на правото. Во Северна Македонија, например, гледаме дека луѓето целосно се разочарани со правниот систем. Ние сме еден од примерите, уникатните примери, каде што помалку од 2% од популацијата смета дека судовите можат да правораздаваат. И ова не е проблем за функционирањето на системот на судството, туку проблем за стабилноста на општеството како такво. На целото општество. Зошто? Затоа што кога луѓето чувствуваат дека не можат да и се изборат за правда пред суд, прибегнуваат по порадикални, по-револуционерни мерки, кои што ветуваат дека наместо корумпираните елити, дека и земјата, дека самите можат да се изборат за правда. Не преку суд, приватно, на улица. Среќа во несреќа е дека Балканот има долга историја на национализам. Национализмот е дел од политичкиот мејнстрим и то долго време. Значи имаме мејнстрим политички партии кои што се уште го контролираат народот, за да не застрани премногу на десно. Значи имаме десничарски партии кои што го покриваат просторот од центарот кон десно до скоро екстремна десница, но во Северна Македонија имаме тенденции и покрај тоа што нашите десничарски партии и они кои што тврдат дека се центар десно не биле доволно десничарски, доволно долго, а сега се појавуваат уште по-десничарски партии од нив. Партии кои што се обедуваат да покријат се од крајна десница до крајна левица со исклучок на центарот. Такви партии добиваат повеќе симпатизери, радикално настапуваат пред јавноста и умерените луѓе велат, доколку рационално размислуваме, ваквата реторика и ваквите активности треба да им ја намалат популарноста, но после секој радикален испад им се зголемува популарноста. И убеден сум дека на следните избори во земјава или на локални до година или собраниски ќе видиме колку се силни овие политички екстремистички партии, односно крајни десници. И не смеме да бидеме изненадени. Сега со новата влада повторно и го слушнавме истото ветување дека ќе има организирана и систематска борба против криминалот и корупцијата. Секако се преземаат активности кои што се во ред, но дали оваа заложба на вистина ќе се покаже како искрена, ќе видиме кога ќе видиме дали ќе се ограничат со тужбите за криминал само против политичките опоненти или против своите.
затоа што многу е лесно да се борите со корупција со поранешните министри, кои што не се повеќе на власт, не се на позиција, не уживаат привилегии. Проблемот ви се појавува кога треба да сузбивате корупција во своите редови. И да бидам искрен, минатата влада доби општа поддршка да се конфронтира со големата корупција во општеството, но за жал и покри тоа што имаше некакви чекори направени во таа насока, минатата влада не успеа да се избори. И би признал дека тие носат одговорноста за растот на политичкиот екстремизам во нашето општество. Да привршам, сметам дека доколку започнеме да зборуваме искрено за проблемите и слабостите на центристичките партии, би било многу подобро отколку да зборуваме за проблемот на крајната десница и да објаснуваме, да самите себе си да си објаснуваме, зашто имам такво чувство дека самите себе се ги убедуваме и нашите somисленици дека крајната десница е опасна. Секако дека е опасна, но како да ја сузбиеме, како да биде повторно мејнстримот примамлив за обичниот човек, затоа што не можете да ги смените луѓето. Луѓето се тие што се, или ги сакаме или не ги сакаме. Дали се рационални, дали се нерационални, дали се уплашени или не, сите имаат омраза, проблеми, проблематични идентитети и така натаму, ние во мејнстримот ќе мора да научиме како да станеме повторно привлечни за нив, наместо да ги обвинуваме политичките радикали. Ви благодарам.